4 месеци 73-годишната Ружа Пешова од Козијак ја живее казната од својот син кој одлучил да ја прекине струјата. Образложение за постапката и мајчиниот грев за ваква казна Ружа нема, зашто таа како мајка за синот направила се што се може. Не знам ја самата. Не може да замислам зашто е и јас сум го чувала. Знам што да ти кажам повеќе. Ни молбите ни солзите на мајката не биле доволни за синот да ја пушти струјата, па Ружа живее во мрак, мака и страв без ниту еден функционален апарат во домакинството. Само струјата дека ми пуштат, ништо друго не сакам. Овие 4 месеца се сам со секи. Ако лажам, траго не лажи. Таа изгоре, друга турам. Таа изгоре, друга турам. Фриждерите што имаше уни чат пат некоја крива пиперка. Тоа се изфрлија, сега се празни. И малија и големија. Немам ништо. Телевизор немам ништо. Телефон немам ништо. Ни да го пунам, ни ништо. Мајката и синот живеат под ист покрив, но бушоните од мајчиниот дел се извадени и сокриени. Во обид да и помогне и да ја намали родителската голгота се вклучил и братот на Ружа, но и неговите молби завршиле во празно. Ја му викам, пуши струја. Не, тоа не бива. И покрај сите напори, зошто на Ружа ова и се случува, од синот одговор нема, бидејќи со него не успеавме да стапиме во контакт, иако и тој живее во истата куќа. За случајот на Ружа се и заинтересира и социјалните служби и невладини организации кои се занимаваат со семејна тортура. Оттаму најавија оформување на предмет и помош за мајката повторно да добие струја.